Во голема меѓународна полициска акција, фатена е криминална група која се занимавала со фалсификување пари во Македонија и Србија. Операцијата била координирана меѓу повеќе држави и резултирала со апсење на неколку осомничени лица. Според информациите, криминалците произведувале лажни банкноти со висок квалитет, кои се пуштале во оптек преку различни канали. Властите откриле лаборатории за производство на фалсификатите и заплениле голема количина нелегални пари. Во акцијата учествувале полициски служби од двете земји, а дополнителна поддршка дале и меѓународни институции за борба против финансиски криминал. Истражните органи продолжуваат со анализа на доказите и се очекуваат нови детали за мрежата на осомничените. Оваа операција представува значаен удар врз организираниот криминал, а властите најавуваат засилени контроли за спречување на слични нелегални активности во регионот. Министерката за образование и наука, Весна Јанева, учествува на самитот на министри за образование што се одржува во Будимпешта. Настанот обединува представници од повеќе земји со цел размена на искуства и добри практики во образованието. На самитот се дискутира за унапредување на квалитетот на образовниот процес, новите предизвици во образованието и можностите за регионална соработка. Јанева ја представи стратегијата на Македонија за подобрување на наставните програми и дигитализацијата во училиштата. Во рамки на посетата, министерката оствари билатерални средби со колеги од други земји, при што се разговараше за можни партнерства и проекти за поддршка на учениците и наставниот кадар. Овој самит се смета за значаен чекор во насока на модернизација на образовниот систем и зајакнување на меѓународната соработка во областа на образованието. Студентите во Црна Гора започнаа секојдневни блокади на патишта, барајќи оставки од министерот за внатрешни работи и вице-премиерот. Според организаторите, протестите ќе продолжат се додека нивните барања не бидат исполнети. Причина за незадоволството е, како што велат студентите, насилството на полицијата врз демонстрантите за време на претходните протести. Тие бараат одговорност и промени во власта, сметајќи дека актуелните функционери ја злоупотребиле својата моќ. Блокадите се одвиваат мирно, но предизвикуваат значителни проблеми во сообраќајот. Властите засега не даваат конкретни одговори, а министерот и вице-премиерот не најавиле повлекување од функциите. Граѓаните имаат поделени мислења за протестите, дел ги поддржуваат студентите, додека други се жалат на сообраќајниот хаос. Ситуацијата останува тензична, а протестите продолжуваат со ист интензитет. Експлозија во елитен стамбен комплекс во Москва во понеделникот наутро одзеде еден живот, а 4 лица се хоспитализирани во тешка состојба. Руските власти веднаш покренаа кривична истрага, но засега не е откриена причината за инцидентот. На снимките од местото на настанот се гледаат оштетени тавани и скршени стаклени врати во ходникот на зградата. Истражниот комитет продолжува со анализа на доказите, додека засиленото полициско присуство останува на терен. Најавата на Доналд Трамп за можни нови царини кон Европската унија предизвика пат на берзите и зголемена неизвестност на финансиските пазари. Инвеститорите реагираа со продажба на акции, додека доларот доби предност во однос на еврото и другите валути. Пазарите стравуваат од потенцијална ескалација на трговските тензии меѓу САД и Европската унија, што би можело да доведе до посериозни економски последици. Аналитичарите предупредуваат дека евентуалните царини ќе ја погодат европската индустрија, додека американската економија би можела да има привремена предност. Покрај берзанските падови, на светските пазари забележан е пораст на побарувачката за сигурни средства како златото и државните обврзници. Финансиските експерти очекуваат дополнителни флуктуации во зависност од идните политички изјави и потези на Трамп. Додека Вашингтон и Брисел ги следат реакциите на пазарите, инвеститорите се во исчекување на следните чекори кои би можеле да ја одредат иднината на трговските односи меѓу двете економски сили.